Постојано говорат дека се залагаат за департизирана администрација, но за само 2 години Андреј Жерновски и Саша Богдановиќ во Паркинзи центар вработиле 67 лица по партиско-роднинска релација. Продолжува скандалот со партиските вработувања во општина Центар. Директорот на Паркинзи центар Саша Богдановиќ го поставил својот кумашин Ѓорги Димитриевиќ за раководител на секторот во јавното претпријатие. Жерновски и Богдановиќ во Паркинзи центар го вработиле и бившиот советник на СДСМ во општината Александар Цветановски Бабуш, кој сега во ПОЦ е одговорен за внатрешната контрола. Тој стана познат во јавноста затоа што се фотографираше со оружје. Ја вработиле и ќерката на актуелниот советник на СДСМ во Центар Никола Ѓоргиевски, Ана Ѓоргиевска. И фамилијата на веќе добро познатиот Дејан Тодоровски ГЗ си го нашла своето место во прегратката на Жерновски и Богдановиќ. Тој беше познат по скандалот кога во кафеани наместо од својот джеб плаќаше од општинските пари. Но Жерновски и Тодоровски не запираат тука. Од пред некое време братот на ГЗ Бранислав Тодоровски работи во Паркинзи центар, а во општина Центар е вработена и Јулијана Михајлова, која е ќерка на сопругата на ГЗ. Паркинзите на Центар и без овие 67 доминантно партиски вработени функционираа нормално. Сега, како што велат познавачите, институцијата стана пренатрупана. Во ПОЦ се вработил и Никола Савовски, кој беше кандидат за советник на листата на СДСМ, а неговиот татко Радко Савовски е раководител на сектор во општината. Во Паркинзи Центар се вработил и поранешниот председател на СДСМ Центар, Фјодор Доброхотов, кој остана запаметен во јавноста како директор на Македонски шуми, кој беше осомничен за проневера на над 2 милиони евра. Во Центар се вработиле и поранешната советничка на СДСМ Кети Стериова и поранешниот директор на државна статистика од СДСМ Данчо Герасимовски. Сител во последните 3 дена објави десетици имиња на роднини на високи функционери на СДСМ, истакнати активисти на партијата и соработници на највисокото раководство, кои партиски се вработиле во општина Центар. Од општина Центар не ги демантира објавените информации.